Здраво од мене и од Демир. Се јавуваме од Тетово, всушност, од канцелариите на Форум за образовни промени. Тука сме денес да дискутираме на тема дали младите луѓе заслужуваат шанса да ги менуваат институциите. Емир Хасановиќ е дипломец на Џорџтаун со кариера во агенции за стратегиски комуникации и меѓународни проекти со искуство на Блискиот Исток, Македонија и САД. Покрај тоа и посебен советник во Министерството за одбрана, меѓутоа сума сумарум е млад човек кој што е успешен, чаирчанец, мотивација на многу други млади луѓе. Емир, ти благодарам што срдечно ја прими нашата покана, што одвои време да дојдеш тука, да бидеш со нас во продолжен викенд и да не должам многу, накратко сакам само да те прашам дали младите луѓе заслужуваат шанса да ги менуваат институциите? Фала ти на убавата најава, Викторија. Секојаш е огромно задоволство да се дое у Тетово. Во минатото имам работено доста тука, ова е фантастичен град со многу капацитетни млади луѓе, прекрасен град и сега вожњата додека имав една мала кар парти додека доаѓав навака беше фантастична и секако пошто продолжен викенд ми е успат за Маврово после. Да. Али на малце сериозна нота, дали младите заслужуваат шанса? Сега, види, тоа е многу бенигно прашање на кое што многу тешко да се одговори со не. Ја мислам дека по-конкретното прашање на темата е како младите да се вклучат и која е нивната улога тука. Добро. Како една генерација која што е израсната комплетно другачија од она што се нашите родители, да речеме, или генерацијата околу нив. И мислам дека тоа е предизвик, тоа дека нели младите носат тоа што како флоскула го имаме чуено многу, трансформативна моќ, некој друго знаење, познавање, израснати во една глобализирана средина, каде што се е достапно, конзумираш култура која што не е само во радиус од 200 километри од тебе, туку и малце пошироко, секако дека тој пристап кон работите е многу нужен. Меѓутоа мислам дека овој регион генерално, не само во Македонија, мислам дека во овој регион е некако многу тешко младите ја прифаќаат работата во институциите, многу тешко се снаоѓаат во работата во институциите и наместо тие да носат некоја трансформативна моќ, ја многу често забележувам обратното. Разбираш, као младите се трансформирани од институциите кои ќе дојдат во контакт со нив, а не обратно. Тоа е некој мој дојам, да речеме, од тоа што го има видено до сега. Јасно. Кога сме веќе кај младите, нивните убедувања и нивните ставови, и јас сум млад човек кој што се дружи со млади луѓе, кој што се дружи во млади колективи, соработува со млади луѓе и морам да признам, се надам дека и ти ќе дојдеш до истиот заклучок, дека кај младите луѓе постои еден вид на фрустрација, еден вид на скептицизам кога се работи на заземање на простор кој што на некој начин им припаѓа на постарите. Тоа веројатно доаѓа од оној феномен на генерацијски јаз кој што го имаме ние балканците, поготово тука во Македонија, затоа што релевантна можам да бидам само за кај нас, нели? Меѓутоа да, генерацијскиот јаз постои, младите луѓе се во потрага по себе и во оној момент кога тие дипломираат практично, кај нив се ствара одбивност спрема системот, се ствара одбивност спрема заземање на тој простор кој што пак ќе кажам е под раководство на постари, поискусни, попрофесионални и слично. И тоа многу луѓе, како кажам, голем дел од јавноста го вика политичка фобија. Дали ти, како искусен млад човек, успешен млад човек, си се сретнал со таква политичка фобија кај младите? Колку е тоа опасно и дали се согласуваш со мене дека оние млади луѓе кои што не веруваат во потенцијалот на системот, практично не веруваат ни во сопствениот потенцијал? Долго прашање ги се обидам на два начина да го одговорам, почему мислам дека има две работи кои што ги исполнува, односно една апатија која што владее кај не мислам дека само кај младите, генерално владее кај луѓето дома. Мислам дека луѓето многу тешко се убедуваат сега, особено кога станува збор за некои општествени теми, без разлика дали станува збор за тема од економски карактер, од финансиски карактер, дали станува збор за животна средина, за било каков ангажман, нели, за некако колективно добро, е многу тешко да се убедат. Тоа е поради една серија на разочарувања, те политички, те од меѓународната заедница, те од
економската ситуација, те компаративни разочарувања, нели луѓе се споредуваат со, да речеме, една Албанија која што имала многу тежок комунизам, нели, еден многу затворен систем, за разлика од нас кои што сепак градевме некаква инфраструктура, некаква економија која што била полуотворена, нели, во тој минат систем, образование кое што било за тој систем, нели, доста современо и така натаму, и сега ти доаѓаш во ситуација да си во една заедница која што се надпреварува со земја која што била, нели, во тој период светлосни години назад, и тука доаѓа, тоа е пораз, нели, ние како општество сме доживеале компаративен пораз. Косово, држава која што била, нели, дел од отворен конфликт, нели, кој што се случувал на нејзината територија, денеска ви одите во Косово, бизнис амбиентот е многу оптимистичен, многу млади, многу трансформативна енергија има таму, и тоа е дополнителен пораз за нас, нели, одиш ти сега и во другите држави каде што има некаков напредок, и сега тука кај нас има некаква стагнација, и сега луѓето велат, окей, зошто ја да учествувам и зошто ја да бидам соучесник во нешто што води кон стагнација. Така да таа апатија ја разбирам. Меѓутоа кај младите, да, тоа што го спомнуваш како фобија, посебно е кај капацитетните млади, односно млади кои што јас, по моје скромно мислење, забележувам потенцијал и капацитет да се направи нешто во контекст на подобрување на состојбата. Таа политичка фобија имам забележено, и ако ми дозволиш, имаш една анекдота. Нема да не им дропувам, меѓутоа бевме, како да кажем, убава група на луѓе повикани на брифинг со висок европски представник, кој што имаше желба да разговара на тема Европска унија, и малце директно не праша човекот, као зашто не се бавите вие со политика, као зашто сите граѓанско општество и зашто само граѓанско општество, као сите промени, никој од вас не работи, така малце исфрустрирано делуваше. И после, нели, како е тој парламентарен модел, сите си ги кажуваат своето, и она што сега да не должам беше таа нишка која се провлекуваше, ја не ќе да бидам партиски обен, ја не ќе да учествувам во нешто со што ќе бидам асоциран до крај на живот, не ќе да имам жиг и така натаму, тие партии не се отворени, така натаму. И мене тоа не ми е до крај логично, разбирам од каде доаѓаат, и јас до некаде размислувам овакво во тој аспект, секако секој има некаков мотив и драйв да се гради кариерата, и не сакаш да направиш нешто што може да ти донесе штета. Апсолутно. Меѓутоа, да се биде интелектуалец не е само право, туку и одговорност. Така, ако ти себе си се нарекуваш интелектуалец, ако работиш во општествена дејност, ти имаш и одговорност. Да. Одговорноста во овој контекст е ти да придонесеш. И тоа нема секогаш да дојде со, нели, златна покана со позлатени букви, тоа мора да се наметнеш. Абсолютно. И мора да се понудиш, и мора да направиш некаков пакет на персонални капацитети и услуги кои што ги нудиш како професионалец, нели? И да си го најдеш своето место во системот. Дека има луѓе со кои што може да се соработа без разлика дали во политичка партија или влада или во тие некои, како да кажам, тие некои центри на моќ кои што го диктираат политичкото темпо од државата, има. И сега има, и имало, и верувам дека ќе има. Меѓутоа мислам дека младите се доста резервирани на таа тема. И тоа мене малце ме, како да кажам, разочарува. Ја по свој пример, јас сум бил во политички кабинет, ми кажа напред, не сум веќе, меѓутоа јас отидов таму со многу јасна мисија. Јас знаев дека ние немаме алтернатива како држава за членството во НАТО. Имав меѓународна кариера во комуникација, мислев дека во тој момент мора да комуницираме многу прецизно, многу точно, мора да комуницираме на начин на кој што светот ќе не разбере и ќе препознае дека ние сме спремни да бидеме дел од таа глобална безбедносна архитектура. И затоа и влегов. И во моментот кога ја до последен момент дури бев отворен за некаква политичка кариера и така натаму, меѓутоа сватив дека можеби рано за мене, можеби овие во оваа констелација не се пронаоѓам, меѓутоа не е крај на светот. Јас денеска разговараме со тебе, верувам или добро ме лажат колегите и другарите од граѓанско општество дека ме доживуваат како непристрасен, или навистина сум успеал да се демонстрирам како професионалец во мојата задача. Така да, она што сакам да го кажам е дека не е крај на светот ако нели дадете доверба од една страна на некаква политичка фигура, учествувате во некакви политички процеси, дадете свој допринос, меѓутоа мора секогаш да имате некаква сепарација, мора да носите некаков вид на професионализам. И не, ја тотално работам лично на детабуизирање на политичките процеси, бидејќи гледам дека политичките партии, особено во државата, имаат потреба од свежа крв, имаат потреба од нови идеи, меѓутоа тие не паѓаат од небо. И на крајот,
исто и младите треба да знаат дека светот не им должи ништо, ме разбираш, Апсолутно. и дека ти мора да се наметнеш и дека ако сакаш, навистина ако веруваш во ова место, твоја работа е да одиш да се наметнеш, да кажеш јас верувам дека ова можам да го направам боле и ќе го направам ова со XYZ, со модус 1 2 3 и да понудиш нешто. Така да ги охрабрувам луѓето, тоа за мене беше едно многу корисно искуство. Не знам дали направив оно колку што мислам дека направив, меѓутоа она што знам е дека во таа институција оставив место и во таа институција направив одлични пријателства, сретнав огромни професионалци. Во некои аспекти бев многу разочаран, меѓутоа исто така и многу позитивни работи научив таму, така да нема табу, нема страв, меѓутоа нели понекогаш и мора да се жртвува финансискиот комфорт. Значи јас го жртвував својот финансиски комфорт, бидејќи знаеме во јавниот сектор какви се платите, но имав некаков идеолошки порив. Сега дали тоа треба да се прави така? Не, и меѓутоа не сум тука да дискутирам за тоа, нели како да правиме коренети промени и трансформации се, меѓутоа јас сум тука да дискутирам за какви се констелациите сега и како ние да се вклопиме во нив, така да тоа е некоја моја порака. Понекогаш една генерација мора да се жртвува за доброто на колективот. Апсолутно. И да се вклопи, тоа ми се свигаше тој термин. Вклопување на младите луѓе во системот кој што сакаат да го менуваат и системот кој што многу пати низ историјата ги предал на некој начин. Да. Меѓутоа не е никако начин да се откажеш од тој систем, затоа што ти тука живееш, придонесуваш и не гледам зошто кај младите луѓе би настапила еден вид одбивност да не дадат доверба, кога тоа треба нив природно да им доаѓа. Младите луѓе треба да бидат менторирани, младите луѓе треба да бидат на некој начин повикани и слушани и слично, меѓутоа се слагаме дека треба да се наметнуваат, затоа што препознавањето во општество како нашето е тежок процес. Така што ако не се наметнеш ти со некои твои ставови кои што имаат потенцијал да бидат менторирани, усовршени и слично, мислам дека од тоа може да испадне многу бава работа. Меѓутоа, седење дома и играње на сигурна карта, Апсолутно. тоа само придонесува на вкоренување на тој систем од кој што ние како млади луѓе сме разочарани. Да, значи се враќаме на оно што ти кажав, нели, значи ти ако сакаш себе се нараѓаш интелектуалец, нели, ти имаш и обврска, немаш ти звисине и тоа што ти одговара, нели, да учествуваш, и ова мене не ми се свига и јас сега тотално ќе се повлечем, или ова мене не ми одговара и ја тоа не го признавам, и освен ако не е како ја го замислувам, не играм. Не иде тоа така, ако сакаме, нели, да правиме инкрементални промени. Бидејќи види, ние како општество сите промени што сме ги добиле, не сме ги добиле на еден долгорочен планиран начин. Сите промени дошле преку некоја револуција, преку некој голем куршлуз у државата каде што ние доаѓаме во отворен конфликт едни со други, дали интраетнички, дали интеретнички, дали интерполитички или интраполитички, секогаш доаѓа до некаков конфликт, затоа што многу тешко наоѓаме компромис, многу тешко наоѓаме средина, се или црно или бело, не постои ништо измеѓу. И мислам дека особено кај младите сега кога зборувам, тој револт се канализира. И јас сум бил дел од тоа, морам да признавам, особено кога сум бил помлад, меѓутоа сега мислам дека сум институционализиран тотално и мислам дека наоѓам простори за компромис, наоѓам простори за разбирање, знаеш, често зборував со луѓе, знаеш, да, оваа група на луѓе се корумпирани и така, да, окей, да, има таму корумпирани луѓе, меѓутоа има некои луѓе кои што се во доста неврано, бидејќи луѓето ги поистоветуваат со, нели, вие сте корумпирани вакви такви и после тоа, нели, self-fulfilling prophecy станува, као готово, они се сите изолирани, они се сите секта, они сите само меѓу себе прават муавет и што сме направиле, имаш ваму една група на незадоволни луѓе, ваму една група на луѓе со многу висок гард и нема комуникација, нема соработка, нема размена на идеи и нема некаква флуидност. Така да, тоа не значи дека не треба да критикуваш, само она што ја го охрабрувам, ако критикуваш, барем размислувај што е тоа што ти би го направил и допринел да го промениш, така. Значи направи критика, да, кажи ова не чини вака, меѓутоа мислам дека треба да вака и моето место во таа промена е тука. Да. Ако веќе критикуваме, така се размислува. Да. Емир, јас и ти се запознавме денес пред самиот подкаст. Кога барав релевантни говорници на оваа тема, која што дефинитивно сакав да ја дискутирам со човек како тебе, мислам успешен млад човек кој што нели одстапил од толпата и рекол јас ќе земам контрола во мои раце. Барав релевантни соговорници и многу од моите пријатели соработниците предложија, па така и всушност почнав да ти истражувам на интернет, не со цел да најдам компетенции или CV, туку барав став кој што е поинаков. Барав став кој што се на некој начин кој што не е карактеристичен за млади луѓе во нашата за наши млади луѓе
и барав став кој што мене ме мотивира, а се надевам и на поголем број на млади луѓе. Така најдов на едно твое кусо излагање во кое велиш, неизвестноста никогаш не ме плашела или вознемирувала. Напротив, била стимул и движечка сила за да станам подобар во она што го работам. Тоа претпоставувам алудира на фактот дека после твоето дипломирање си се вратил тука во Македонија во ек на политичка криза и си рекол дајте луѓе да соработуваме. Значи јас го имам искуството, јас го имам знаењето, млад сум сепак, меѓутоа мојата возраст и моето на некој начин отсуство од Македонија нема да ме сопре јас да придонесам тука на најдобар можен начин. Од каде е таа храброст и од каде е таа одважност? Што тоа за тебе представува? Каква е таа етапа на твојот живот? Кои се предизвиците кои што ги носеше таа етапа, придобивките и така натаму? Не се сеќавам кога сум го кажал тоа, ама тотално звучи како нешто што би го кажал ја. Иди пратам линк ако сакаш после. Фала за троубекот. Вака, значи, прво за моето враќање во Македонија, јас се вратив во Македонија, тоа беше негде, 2015 крај. Не бе убави времења. Имав работа во Катар, многу стабилна, онака фино платена, многу предизвикувачка од кариерен аспект, cutting edge, по аспект на пристап на технологија и све. Меѓутоа, доаѓа еден момент, посебно кога живееш на такво место каде што нели парите се само цифри и ништо друго, а ги има во изобилство, каде што живееш еден многу комфорен живот, меѓутоа те копка нешто. Например, ја доаѓам од фамилија која што е бркана од своето место на раѓање поради тоа што Балканот е трусно подрачје и геноцидни пориви на одредени политички движења. Веќе 3 генерации мислам дека ние бегаме. Значи, моите се од Гацко, пред 150 години тоа е еден предел во Босна, па после Биелополе, па после други дел на Санџак, во 60-тите ние доаѓаме во Македонија поради договорот на Ранковиќ и Фуат Купрулу, каде што ние како малтене живо место сме требале да бидеме пренесени во Турција. Меѓутоа играм случај мојот дедо останува овде, за разлика од неговите браќа кои што се сега во Турција. И ја некако сакам да го прекинам тој циклус на бегање, не ми се бега веќе од проблеми, не ми се бега повеќе од предизвици, не ми се бега од она што е поинакво, бидејќи си го сакам Балканот, мислам, луѓе, ние имаме 4 годишни времиња, фантастично време, природни ресурси во изобилство, убави млади девојки, жени, и мажи, луѓе генерално, свежа вода на секаде, температура која што е многу пријатна, што и да засадиш ќе израсне. Не мора да пазам дали имам некои одотровни тарантули, као мислам тоа е луксуз на многу нивоа кој што ние го имаме и една привилегија и потенцијал кој што уопште не го користиме. И сакав да допринесам. Сега во однос на моето враќање овде, значи јас не бев нели дочекан на Белконја, таа плата работев за Бирн едно време, за една многу скромна компензација, на почетокот за ништо, па на крај за некаква скромна компензација и потоа почнав да се дружам со тие луѓе кои што беа гравитираа околу студентскиот пленум, се вклучува во тие дискусии, протести, па после шарена, тогаш кога дојдов ја баш пленумот прерасна во нешто поголемо како шарена револуција, па учествував и на тие протести и сето тоа. Меѓутоа мора да признам и да потенцирам дека во тој момент е исто потребна мала скромност, да сватиш, окей, јас сум видел едно друго образован сум, меѓутоа исто така сум млад. Да. И малце зелен. И треба да знаеш секогаш кога си млад и зелен и дека седото влакно не е секогаш некаков баук од кој што ти треба да бегаш и знаеш поинаку. Во тој момент ја претпознав неколку луѓе со кои што би можел да најдам заеднички јазик, кои што го разбираат светот онака како што јас го разбирам. И кога се формираше владата, тука дојде мојата транзиција и јас отворено се понекогаш, јас сакам ова да го работам, јас сум дојден тука ова да го работам и би ми било често да го работам и ми се даде таа прилика. Сега знам дека тоа е лотарија на многу начини, и јас секогаш ја препознавам отвореноста на мојата претпоставена во тој момент да прими дете кој што не е од партија. Сега може би е табу, меѓутоа дете кој доаѓа од некаква етничка позадина која што е ниџани бу, мајка ми албанка, татко ми бошњак, албанците незадоволни зашто не сум доволно албанец, македонците чекај малце сега, па зашто сега не вака, така. Мислам имаше реакции од тој тип и морам да признам дека она се отважи и рече мене ми треба ваков професионалец и крај на приказката. Меѓутоа нема
Меѓутоа за мене тоа беше лична сатисфакција, личен мотив да направам повеќе, да се потрудам повеќе и тоа мислам дека треба да биде двигател за сите. Значи, ја бев воден од идеја, не од човек. Да. Таа идеја ја препознав во други луѓе и мислам дека само така се прави промена. Ако ти си воден од идеја, и ако таа идеја ја дискутираш со други луѓе, па таа идеја расте, па после трет доаѓа, допринесува нешто, критикува нешто и така натаму и тоа го правев се додека таа идеја која што ја имав не го достигна својот максимум, нели? После имаше потреба за една нова. И кога веќе видов дека сум идеолошки истрошен на тој момент, тогаш се повлеков и реков, окей, сега е време за мене малку повеќе да слушам и слушав едно 5 години. Веќе 5 години да слушав и работев малце во позадина и сега во последно време пак имам некои идеи кои што викаш ти, некои ставови кои што мислам дека се повеќе од нужни, кои што ги промовирам. Така да тоа е тој циклус, мора да се разбере и младите мора да знаат дека тоа е циклус, дека вие не можете да бидете непресушен извор на промена. Не можете вие да бидете непресушен извор на елан и енергија. Значи вие се трошите. Тоа е многу, ја имав бърнаут од 2 години. Тоа нели менталното здравје е многу битно во аспект на социјалната работа и работењето и општественото делување. Вие мора да внимавате на вашата енергија и тоа не сме да се прави од инат. Да. Мора да се прави од добра намера, мора да се прави од конструктивен порив внатрешен и врз основа на тоа да ги темелиш сите твои делувања. Сега беше многу долг одговор. Не, толку инспиративен. Така, да. Инспиративен и морам да ти признам дека многу аспекти од твојата приказна ја наоѓам во мојата приказна, затоа што тука сме негде со случувањата кои што на некој начин ја го карактеризираат период после дипломирањето. И конкретно во мојот случај добив многу резервираност и многу така коментари кои што не беа секогаш пријатни да се слушнат од страна на мои колеги и пријатели кои што беа млади луѓе, као зашто тоа ти треба? Зашто млада си, не знам, не си доволно изградена, пронајди се прво, па после земи конци во твои раце, ова е премногу голем залак за тебе и слично. И да, беше премногу голем залак за мене, предпоставувам и за тебе беше премногу голем залак. Меѓутоа, мора од толпата, пак ќе кажам, да се истакне еден млад човек кој што ќе си рече ќе загризам. Значи, залакот ќе го голтнам на овој или на оној начин, во име на идејата, во име на тој наратив кој што ние го поставуваме, а не ни го наметнуваат, нели? Да. Тоа е многу тежок процес, бара многу време, меѓутоа придонесот е тоа што ме будеше наутро и ме двигаше во текот на целиот ден, се надевам и кај тебе. При крај сме со емисијата, сакам на кратко само ми кажеш прво како си помино овие 20-30 минути. И второ, сакам да им се обратиш на младите луѓе кои што трагаат по себе, кои што се препознаени или чекаат да бидат препознаени, младите луѓе кои што сакаат да се наметнат или не ќе да се наметнат, меѓутоа да бидат на некој начин, да им се даде шанса и слично. Обрати им се и кажи им дека нели не е крај на свет уште еднашка и дека твојата приказна служи како нивен пример, како пример кој што нели мотивира, инспирира и како пример кој што на некој начин се истакнува и кој што не е карактеристичен за деструктивните пракси во нашето општество. Па, знаете како во едно доба на некаква потреба за позитивност, понекогаш е добро да се биде реален. Знаеш, не можеме сите да бидеме changemakeri. Да. Може има премногу промена и onda ако има премногу промена, тоа што е хаос, тоа се закони на физика, нели така функционира универзумот. Универзумот константно се менува, меѓутоа има своја динамика, има свои процеси кои што мора да се следат. Така да од тој аспект многу е битно да не ја купиш фразата ти си промената буквално. Значи, да. Ти не можеш константно да се менуваш, не можеш ти константно да придонесуваш и не можеш ти да бидеш константно тој. Затоа е битно исто така да не биде таборизирано ние младите и не знам бумерите и останатите кои што се делат системи така. Мора да има некаква кохезија, мора да се влегува со малце поотворено. Има многу капацитетни луѓе кои што се веќе во некоја зрела професионална возраст, да кажам, кои што се спремни да дадат некаква предност и да ве вклучат. Тоа нема да биде глатко. Никогаш не е глатко кога вие зимате две диаметрално спротивни генерации, аналогна и дигитална генерација, меѓутоа мора да и се има некаков заеднички јазик, мора
мора да се има некаква комуникација, мора да се учи. Има вредности кај тие луѓе, има многу лекции кои што лежат таму, кои што ни се потребни нам, така да не би се оптеретувал толку со мора ние младите само таму ваму да правиме ова. Не, мора да има некаква кохезија, мора да има некаква логика. Например, она што ја би го замолил просечниот млад човек овде, пред некој ден гледав фантастично интервју, премиерот на Сингапур само што се пензионира после децении владење, и јас зборувам за премиер кој што е трансформирал држава, нели, од како ја викаат беквотер таму негде во југоисточна Азија, мала град држава станува финансиски джин на светот. И тоа е се под негова диригентска палка, и сега човекот е во многу зрела старост. И сега, дали требаше Сингапур да има млад премиер, нели, или да биде обкружено, да биде движено од млади, или можеби тој човек знаел што збори, значи човекот е, нели, Оксбридж дипломет, си прави чуда направи буквално во своето владење и света, тоа е само еден доказ дека има капацитетни луѓе, меѓутоа тие капацитетни луѓе ја немаат секогаш таа енергија. Понекогаш имаш должност да бидеш поддршка за добра идеја. Твоето време ќе дојде, ќе имаш време, значи не може се да биде бинарно, значи или јас сум или не сум, и мора да биде некако малце потимски, покохезивно. Јас цел живот се бавам со спорт и јас затоа мислам дека е многу битно да се бави човек со спорт, не само заради физичките придобивки, него начинот на кој што разбираш како се работи со луѓе. Ти знаеш дека ако вие играте 11 луѓе фудбал, ти имаш задача и твојата задача е тоа, и тоа е дел од поголема приказка. Така да најдете се у некоја поголема приказка, е мојот совет, и од таа приказка работи твојата работа најдобро што можеш. Без разлика дали си левбек, дали си напаѓач, дали си среден ред, дали си голман. Одработи ја својата задача, не се фокусирај толку многу на тоа како ја работат другите својата задача, и слушај го тренерот и капитенот. Ако си тренер и капитен, секоја чест. Да. Добро кажано, многу одличен совет. Останува да ти се заблагодарам уште еднаш што беше со нас денес. Јас уживав во разговорот, се надевам дека оваа дискусија ќе допре до што повеќе млади луѓе, дека што повеќе млади луѓе на некој начин ќе се охрабрат и ќе се одважат да дејствуваат. Се надевам. И да, се надам дека ќе имаме прилика да продолжиме со дискусијата во најскоро време. Јас се надевам дека барем ќе подразмислат, ако ништо друго, и дека барем ќе почнат некој муабет со другарите и другарките на темава после подкастот, и дека ги си пратат некој рил, и дека или ќе ми се смеат ако сум кажал нешто без вези, или ако ми штрчи некој влакно, или ќе почнат некој конструктивен муабет, и двете се подеднакво позитивни за мене. Треба да се смееме, пролете, убаво е времето, и да бидеме позитивни, пошто само од такво расположение доаѓаат убави работи. Точно така. Фала ти, Емир, уште еднаш. Фала на поканата, задоволство беше.